4,5 години повторно се собираме на ова исто место да го побараме вашиот глас, да ја побараме вашата доверба со сета почит кон вас и со сето она што во изминатиот временски период го сработевме за нашите сограѓани. Овие видео снимки што ги гледате назад позади мене, кои што трајат повеќе од 15 минути, не се завршени. Тие не се завршуваат пред избори, тие не се завршуваат на брзина, туку во изминативе 4,5 години работевме во континуитет за доброто на граѓаните. Градевме улици, градевме тротоари, градевме водоводи, градевме фекални и атмосферски канализации. Затоа само Карпош не се поплавува. Градевме и над земја, но градевме и под земја. Она што е битно за граѓаните, а што не се гледа. Ги направивме овие 52 фасади. Јас одговорно ви тврдам, се оно што го направивме, што ги изградивме за овие 8 години, сите градоначалници од постоењето на општината, од 76 година до денес заедно немат направено толку колку што ние направивме за 8 години. Единствено што можеме да им признаеме и што не можеме да ги стигнеме се оние кои што го градеа постземјотресно Скопје и што го градеа постземјотресен Карпош, тие 64-та, 65-та, 66-та година. Од 76-та година нааму, јас ви гарантирам дека ние имаме повеќе изградено отколку сите тие заедно. Јас не подценувам никого. Само сакам да кажам дека ние работевме вредно. Работевме вредно колку знаевме и умеевме. Работевме вредно и ја направивме Карпош одржлив проект. Што тоа значи? Да има приходи, за да може да се градат проекти, за да може да се изврши она што е ветувано. Нашите политички противници мислеа дека ќе не блокираат во 2013 и 2014 година и дека ќе кажат дека еве, ако ние не сме со нив, односно сме со ВМРО ДПМН, дека ние ќе бидеме неуспешни. Напротив, она што сега го направивме за овие 4 години е далеко испод се она што дотогаш беше направено. Што значи дека таа наша коалиција, таа наша соработка даде извонерни резултати во интерес на граѓаните на општина Карпош. Нема метар квадратен, нема педа во Карпош кое што не сме ја прошле, во кое што не сме направиле, одредени работи што биле битни за граѓаните. Точно е дека некаде има уште понешто останато, но граѓаните треба да бидат среќни кога и тамо е направено, а останато е само кај мене. Најлошо е кога и тамо не е направено, останало и моето. Тоа значи шанса нема и твоето да се направи. Ако е останато само твоето, биди среќен. Продолжуваме со фасадите. Овде зад нас, зградата Собори 5 до Тинекс, имаме направено една грешка, што значи дека архитектите пресметале помалку 540 квадрати. Таа грешка ќе се поправи, распишавме нов тендер, фирмата Раритет треба да дојде и да ја доврши фасадата и гледате колку е таа убава. На оваа слика овде можете да видите кулата спроти румунска болница на булеварот 8 септември, како изгледаше кога Стефче Јакимовски дојде за градоначалник. Беше иста како оние згради што ги има во Бугарија во Перник. Ние не дозволивме Карпош да стане Перник. Ние не дозволивме да се распаѓаат нашите фасади, туку напротив, го разобувавме Карпош и не работевме само на фасади, туку на се оно што е битно за граѓаните на општина Карпош. Не ги заборавивме учениците и нема да ги забравиме. Тие се нашата гордост. Секое дете до 5-то оделение оваа година ќе има бесплатна ужинка. Ќе имаат бесплатни екскурзии. Сите наши ученици кои освоиле прво или второ место на некое првенство, веднаш добива стипендија. Секој наш ученик кој што победил на некое спортско надпреварување, земал прво или второ место, добива стипендија со цел да го потикнеме да свати дека ако се потпира на своите резултати и сопствениот труд, дека тоа само ќе му се исплати во животот и дека уште од најмала возраст тој треба да знае дека треба вредно да работи и ако вредно работи дека ќе постигнува резултати. Нема да застанеме тука со нашите млади жители. Продолжуваме со нивната поддршка. Сега некаде имаме до трето, некаде четврто, ретко каде до пето, сите
деца ќе имаат целодневна настава до 4-то одделение во општина Карпош. По закон е до 3-то, ние ќе имаме до 4-то. Отвараме канцеларија за млади. Секој млад човек кој што ќе направи 18 години во Карпош, општината Карпош ќе му ја плати обуката за возачка дозвола. Секој млад човек, жител на Карпош, кој ќе направи 18 години, обуката за возачка дозвола ќе му ја плати општина Карпош. Ние не застануваме тука. Ние секогаш одиме пред проблемите на граѓаните. Има проблем со паркирањето, ќе го решаваме. Карпош 1 има проблем кој му го прават граѓаните од центар и граѓани кои што работат во специјалното јавно обвинителство, граѓани кои што доаѓаат од други градови и работат во центар. Значи, затоа секаде каде што можеме ќе поставиме платформи, евентуално едно ниво ќе одиме под земја. Само тие граѓани што живеат тука во тие околни згради ќе имаат далински управувач со кој што ќе може да ги паркираат возилата. На таков начин ќе ги ограничиме оние што практично ни доаѓаат од други општини за да ни се паркираат, односно да го загрозуваат животот на нашите сограѓани. И секаде каде што тоа ќе биде можно, во договор со граѓаните ќе поставиме платформи. Ние за таа цел издвојуваме некаде околу 3,5 милиона евра за наредниот мандат. Второто битно прашање, сметот. Лошата слика околу контейнерите, таа ќе биде зад нас. Не можеме да се разбереме со комунална хигиена на која што вие им плакате секој месец за подигање на сметот. Крај нема разбирачка со тоа предпријатие. Ние ќе ги засукаме ракавите, ќе баталиме други работи, ќе направиме контейнери под земја и ќе го спуштиме тие контейнери под земја за да нема смет над земја, што значи дека автоматики ќе има сето тоа ќе биде како што треба за да личиме на една урбана средина. Често пати кажуваат за зеленило. Еве јас од овде јавно ги повикувам. Колку има Карпош 4 зеленило? Да измерат. Ако од Рузвелтова до булевар Јана, значи цело Дебар мало, и од Рузвелтова до булевар Јана, од универзална сала према Грчка амбасада до крај, значи до булевар Јана, ако имаат повеќе квадрати зеленило и Дебар мало и универзална сала сите заедно, од Карпош 4 јас ќе се откажам од трката за градоначалник. Тие што ни кажуваат приказни дека нема зеленило во Карпош, ама тие истите од иста политичка структура, зеленило во центар не им треба. Тамо кафе си подаваат од тараса едни на други, тамо за нив зеленило нема, зеленилото било загрозено во Карпош. Еве јавно уште еднаш ги повикувам, ајде да го измериме зеленилото во Карпош и во една местна заедница во Карпош, а вие во 4 местни заедници во центар и да видиме каде има повеќе зеленило. Ако имате повеќе, јас се откажувам од мојата трка за градоначалник понатаму. Ги слушам нивните градоначалници. Секаде си ги кажуваат истите приказни. Ќе ги ревидирале дуповите, тоа е првата работа, и ќе се справеле со урбаната мафија. Истата приказна ја кажува полетарецот во Карпош, истата приказна ја кажува кандидатот за градоначалник во центар, оној Саша, како се викаше, Богдановиќ, и истата приказна ја кажува Максим Димитриевски во Куманово. И во центар и во Куманово до сега се на власт, а во Куманово откако памти Македонија се на власт, они сега ќе ги ревидирале плановите и ги се бореле против урбаната мафија. Истата реторика, истата приказна, како во Карпош, така во центар, така во Куманово. Значи, сами против себе ќе си се борат. Што тоа значи? Тоа значи дека само таа приказна ја знаат. Тоа значи дека не знаат друго што да кажат. Тоа значи дека идат и тамо кај што ние сме ставиле камен темелник, они викаат ние овде ќе правиме градинка. Тоа значи тамо каде што има бунари од кои што 30% водоснабдувањето во летно време на цело Скопје доаѓа тоа се бунарите Лепенец, Вардар, тие тамо ќе правеле детски игралишта, трим патеки и така натаму, каде што најстрого со закон е забрането. Значи врска немаат каде се наоѓаат. И мене не ми е чудно тој што се кандидира да не знае, ама чудно ми е тие што се околу него да го посоветуваат, бивши советници што се наоѓаат во друштво со него. Што тоа значи? Тоа значи дека додека беа во советот на општината Карпош, само ржеа и плукаа и само гледаат што ќе направат обструкција, а не барем трунка да научат од тоа што е ингеренција на локалната самоуправа и што треба да работиме. И затоа кога зборуваме за зеленилото, јавно ќе им порачам. 2021 година Карпош има 1.000.000 метри квадратни зеленило.
а тоа е 16 метри по глава на жител. Светски стандард е 7 метри по глава на жител. Ние ќе имаме дупло и повеќе. За да видат дека општина Карпош и те како се грижи за зеленилото и за да видат дека ние сме над светскиот стандард, а јас само ќе кажам, камо среќа и по друго да сме над светскиот стандард. Карпош мора да биде безбеден. Извојуваме буџетски средства за сите оние згради кои што немаат алуминиумски врати и кои што немаат електронски брави и кои што немаат домофони. Тоа ќе им помогне општината да постаа, за да не можат крадците преку ден да им легуваат дома. Исто така, почитувани пријатели, ќе продолжиме со фасадите, ќе продолжиме со крововите, ќе продолжиме да мислиме за нашите млади луѓе. Позади Зајчеврит, тамо каде што господата планираат да ни ги доселат бегалците. Тамо општина Карпош како собственик на земјиштето и во оној дел на касарна Тилинден, тоа што е собственост наша, ви ветувам дека ќе го доделиме на млади брачни парови од Карпош да се изградат куќи. Ќе добијат од 150 до 200 метри квадратни земја без пари, ќе ги ослободиме од комуналии и за 350 евра по метар квадратен ќе може да си направат дом за своето семејство. Ако прави куќа 60 квадрата за 20.000 евра, ќе издржат, ќе подигнат кредитче, ќе си инфраструктурата ќе ја направи општината. Не сириците, нашите граѓани од Карпош тука ќе живеат. Јас уште еднаш од овде ќе им повторам. Со другарчињата што си се здружиле, уште еднаш да им кажам дека има еден Стевче од Карпош кој што ви порачува, си ги бомбардиравте, дома да си ги носите. Нити сме си ги бомбардирале, нити ни требаат овде. Кој ги чепкал, тој чаре да им бара. Пошто многу сте ме ракли за фрлање на бомби, да си ги носите и последиците. И јас ќе ве повикам сите граѓани да им покажеме дека тоа место ќе биде за нас, за нашите граѓани овде во Карпош, а не за бегалци од Авганистан и од Сирија. Натаму, почитувани пријатели, продолжуваме со крововите. Продолжуваме со лифтовите. Зашто сакаме нашите граѓани да живеат безбедно. Затоа што сакаме нашите граѓани да немаме поплаки од тие што се тој што живее на приземје, него му е битно да не му се запушува канализацијата, да не му се враќаат фекалиите. Тоа па не го интересира тој што е на најгоре што живее во зградата. А па тој што е најгоре, нормално дека тој што е најдолу не го интересира што му тече него горе. И од тие причини ние сме влегле во овој проект да им помагаме за замена на крововите. И исто така и за замена на лифтовите. Кога една зграда или еден влез ке собере 20 или 22.000 евра за да смени лифт? Готово никогаш. Прво нема слога, а второ на ваков начин ние олеснуваме, но ги потикнуваме граѓаните да размислуваат кога локалната самоуправа води сметка за таа работа, да ги потикнеме и тие да извадат дел од средства и заеднички, ајде во овие 4 години сите лифтови да ги реконструираме. Ајде сите кровови да ги направиме бели. Штом ќе бидат сите кровови бели, 2 до 3 степена ќе биде пониска температурата во Карпош. Кога ќе ги спуштиме контейнерите под земја, кога ќе чистиме све што треба, Карпош ќе ни биде многу поубав. Јас, почитувани пријатели, го барам овој мандат затоа што сум оставил и пред себе и зад себе. Затоа што водам сметка и за богати и за сиромаси. И за оние што се немоćни и оние што се многу моćни. Водам сметка и за партиски определени и за партиски неопределени. Водам сметка за сите. Нема место во општина Карпош кое што не сме го средиле и никогаш никого не сме прашале од која политичка партија доаѓа. И затоа денеска можеме да побараме поддршка од сите политички партии да го поддржат проектот Карпош. Проектот Карпош не поддржува девијантни појави. Не поддржува девијантни појави кои тие сакаат да ни ги инсталираат како нормални, како практики овде во Карпош. Знаете добро на што мислам. Тоа друштво не е наше. Тоа друштво е друштво на некој друг. Моје не, и јас сум сигурен дека не е ваш. И затоа сметам дека на 15 октомври сите ние ќе им кажеме не.
и на девијантните појави кои што сакат да ни ги инсталираат како нормални на нашите деца, на нашите внуци и да ни стават во мозоците на сите нас дека тоа е нормално и на се она што си планираат со бегалци и на се она што планираат да го излажат овој народ за да ако можат да дојдат на власт и во Карпош. Абе јас јавно ќе ги прашам. Абе што ќе ви е власт во Карпош? Вие кога сте на власт во Карпош или седите во кафана, столчето за задникот ви се залепува или не се симнувате од авион. Ако сакате да ви ги кажам градоначалниците кои што не се излегуваа од кафана, ако не си ги знаете да ви ги повторам. Ако сакате да ви ги кажам градоначалникот кој од авион не се симнуваше, исто така мислам дека самите си го знаете. Кога имате власта во Карпош, отварате задна врата од канцеларијата, за да народот кој ќе ви дојде што ги има проблеми да ги слушнете, им бегате низ задната врата, па сечете ограда низ општинската ограда, за да можете низ лептокарија пусто да фатите од кого? Од собствените граѓани. Дали Стефче Јакимовски некогаш избега од граѓаните? Дали јас отварам врати задни низ мојата канцеларија? Дали луѓето не ги примаме секој ден? Дали оваа општина не ја отворивме за граѓаните на Карпош? Дали оваа општина не запосливме и албанци, и роми, и власи, и срби, и хрвати? Ова општина ја правивме достапна за секој граѓанин. Нема дел од општина Карпош кој што не е вработен во општина Карпош. Зошто? За да вие како граѓани знаете дека имате некој комшија, некој во местната заедница, ако нешто ви треба во општината, полесно да си го завршите. Општината веќе не е баук. Тамо кај што досега на власт беа, со картички се влегуваш. Бедеми имаа до градоначалникот да дојдат. И денеска тие секој што не е нивни, нормално ќе викаат дека криминалец, дека е ајдук, дека е мафијаш и така натаму. И вие видовте, за Андре Жерновски истото го збореа, затоа што им собра потписи да се кандидира. Кога одлучи, односно кога му понудија веројатно што не може да одбие или кога го оценија, тој штом се откаже од неговата кандидатура, веќе се испра од криминалот, од бандитизмот, од мафијаштвото, од све. Веќе за Андре Жерновски не се зборува. Секој што е со нив, каков е, таков е, добар е. Секој што им е противник, колку и да вреди, за нив е тој криминалец. И нек ти ме подсети еден мој драг пријател. Човекот е војно лице, пуковник по чин, и вели дека им влегол кај нив во штабот, и кога предлагале кандидат, им рекол, зашто ова ваше дете мало иде, човекот е србин, узозрасло човек. Вика, зашто ова дете не го ставите покрај Стефче да учи? Па ако ќе научи, тогаш да го кандидираме. Тие нормално му се развикале, се расправале, за да на крај му речат, Стефче Јакимовски да не си отидеше од кај нас, денеска ќе станеше сега председател на држава. А човекот Мангуб вика, па што га он да плюете, кад може да биде председник државе? Значи и самите знаат колку вреди Стефче Јакимовски, ама маката што не е со нив. Јас можам да ви кажам дека воспоставивме коалиција која што функционира во општина Карпош, во која што општина Карпош од пиле млеко има, во која што коалиција граѓаните на општина Карпош добија и спортска сала, добија и лизгалиште, добија и аквапарк, добија граѓаните на општина Карпош и ова како се вика жичара на водно, добија и етно село, добија се што е потребно за граѓаните на една урбана општина. Ја добивме и 8 септември како клиничка болница, што значи дека општина Карпош на мапата овде во Република Македонија не е општина, туку е град во град. Со тоа што ние имаме 4 средни училишта, имаме 3 гимназии, имаме 3 приватни училишта, имаме неколку приватни градинки, имаме 10 државни градинки, имаме 10 основни училишта, имаме клиничка болница 8 септември, имаме двете најголеми приватни болници, Филип II и Систина. Со тоа што го имаме овој театар овде, ние практично сме град во град. Имаме своја река, си имаме своји цркви, ние си имаме нормално и своји проблеми, си ги имаме своите жители со кои што сакаме и натаму да се дружиме и да ги решаваме нивните заеднички проблеми. И јас, почитувани пријатели, на крај само сакам да порачам. Сите ние сме можеле да живееме и на поубави места, и на поекзотични места,
И во Македонија има такви убави места, кај што има ливади, планини, кај што има шуми, реки, поточиња, убавини. Ама сите ние сме одбрали да живееме во Карпош. И нам ни останува во овој Карпош да си го разубавиме, да го осветлиме, да го фарбаме, да му средиме фасади, да си го очистиме, да си го озелениме, да насадиме цвеќиња уште толку колку што има и да ни служи за навек. Да сте ми живи и здрави, ве повикувам на 15 октомври да гласате за бројот 12 и да продолжиме со изградбата на нашата општина. Се најубаво.